1 до 10 деца во Македонија на возраст од 12 до 17 години било изложено на сексуална експлоатација и злоупотреба преку интернет. Ова го открива извештај на меѓународен истражувачки проект за злоупотреба на деца преку дигитални технологии. Најчеста форма било изложувањето на сексуална содржина без согласност, како и барањето децата да испраќаат интимни фотографии или видеа. Документот кој денеска беше презентиран проценува дека во земјава од овој тип злоупотреба засегнати се околу 12.000 деца. Според истражувањето, скоро 80% од сторителите биле лица од опкружувањето на децата. Момчињата и девојчињата подеднакво се засегнати. Злоупотребата ретко ја вршат непознати лица и во повеќето случаи сторителот е некој што му е познат на детето. Тоа е пријател, интимен партнер, познаник или член на семејството. Најчесто злоупотребата се случувала преку Instagram, Snapchat и TikTok. Последиците од сексуалната експлоатација преку интернет според надлежните биле сериозни. Децата имале 11 пати поголема веројатност да се самоповредат и 12 пати поголема веројатност да имаат самоубиствени мисли и однесувања. Иако скоро 90% од децата кои биле опфатени со истражувањето на некого кажале што им се случило, само 1% тоа го пријавиле во полиција. Овој извештај ни помага да ја согледаме реалната состојба во нашето општество, како се однесуваат младите онлайн, кои ризици се најчести и каде институциите треба да интервенират поефикасно. Од УНИЦЕФ предупредуваат дека големата разлика меѓу бројот на деца кои доживеале злоупотреба и бројот на оние кои пријавиле укажува дека најголем дел од случаите остануваат сокриени. Срамот, стравот и заканите од сторителите според нив ги спречуваат децата да побараат помош. Зоран Јаневски, Сител телевизија.